Прв пат ли сте во Македонија и како ви се чини целата организација на Илинден купот? Нашиот набор 2013 е за први пат. Клубът е бил и друг път Македонија. Организацијата е многу добра, условията страхотни, терени хубави, одбори, атмосфера на терените, всичко е прекрасно за сега. Ова е добра прилика меѓусебни пријателства и контакти да воспоставуваат и децата, меѓутоа и тренерите и клубовите. Да, всичко е, мисля, че всички се држат коректно, нали? Има ферплей, децата се радат, наслаждават се на турнира, така че цялостното преживяване, мисля, ще бъде полезно за тях. Играят мачове, доста, 2-3 мача на ден, естествен терен хубав. Децата играат, победуваат, на крајот ќе се доделуваат и медали, меѓутоа што е најважно сега на оваа возраст за нив? Да, на тази възраст най-важно е да играят, да взимат минути, да играят мачове, да ходят на турнири, по този начин трупат опит и израстват. Това вече дали ще си първи или втори, не е определящо на тази ранна възраст. Како се викаш и на која позиција играш? Казвам се Манол, играя централен нападател. Шутираш некојаш пенали или слободни удари? Да. За кого навиваш во големиот фудбал? За кого си во Бугарија, а за кого си во светот? Јас ще играя за Българија и искам да стана талантен в Българија. Кој ти е омилен клуб од Бугарија? Национал Софија. Ако утре дојде Левски или ЦСКА да те побараат, ќе отидеш? Не. А Лудогорец? Не. Лудогорец игра во Европа. Да. Кој ти е омилен бугарски фудбалер? Кирил Десподов. Кирил Десподов игра во? Паук. Ти како се викаш и на која позиција играш? Константин Бориславов, защитник, нападател. Даваш многу голови? Не баш, а? За кого навиваш од светските екипи? Какво? Да. Реал Мадрид. Зошто баш за Реал Мадрид? Те се добри. А ако сака Барселона да те подпиша? Нема ли деша? А ако дојде Месија ти поклони подпишан дрес Барселона? Но, пута Барса. Значи ни за Меси нема попуст. Кристијано Роналдо? Од секогаш Кристијано Роналдо? Од секогаш ти е Кристијано Роналдо омилен? Да. А кога отиде во Манчестер Юнайтед? Да. Тогаш почна за Манчестер или остана за Реал? Остана за Реал. Браво. Ти како се викаш? Тео Пејчиновски. Колку време веќе играш за Национал Софија? 5 години. Значи од многу мал. Да. Како се случи да играш во Национал Софија, бидејќи ти си македонец, како што можевме да слушнеме? Мајка ми и татко ми во Бугарија отидоа, нели, со мене. И после, нели, во детска граинка ме посакаа во Национал и отидов. Така. Сакаш да станеш фудбалер кога ќе пораснеш или тоа ти е сега некоја желба? Сакам да станам фудбалер. Ти на која позиција играш? Халф. Од светските екипи за кого би сакал да заиграш еден ден? Милан. Ама тука ве има и миланисти и интераши, а? Значи и ти утре ако дојде Интер нема да јаш во Интер? Не, да си бегат. А ако дојат Вардар и Левски Софија те подпишат, за кого ќе играш? Левски. Ти како се викаш? Адриан Михајлов. Колку време тренираш фудбал? 3 години. Си бил заинтересиран некојаш за некој друг спорт или фудбал од почеток? Си сакал некојаш некој друг спорт да. Или само фудбал? Не, само фудбал. А кога играш надпревари, повеќе сакаш кога играш против бугарски одбори или против светски од цела Европа? Цела Европа. Потешко ти е во Бугарија или вака на турнири во странство? Има ли разлика? Има, понеже одборите са поразлични. Да, и това е. Кој е подобар, Валери Божинов или Димитар Бербатов? Валери Божинов. Како се викаш и на која позиција играш? Јас сум Гордан Киевски, играм позиција десно напред.
Дали од секогаш си сакал да тренираш фудбал или си пробал некој друг спорт? Па не, од секога сакам да сум играл фудбал да тренирам и друг спорт не сум ни пробал. Од ова што го кажуваш, мислам дека сакаш и еден фудбалер да станеш веројатно. Да. За кого најуваш од светските екипи? Па за Реал Мадрид. А ако сака Барселона те зема? Па ки идам. Многу брзо на трето прашање се откажа од Реал Мадрид. Ај се едно трик прашање. Кој е подобар, Горан Пандев или Владко Гроздановски? Горан Пандев. А Горан Пандев или Кевин Де Бруйне? Кевин Де Бруйне. А Кевин Де Бруйне или Мохамед Салах? Кевин Де Бруйне. Ама Бапе? Дали е најдобар на светот или има подобри од него моментално? Најдобар е Мбапе од сите. Ама некако споро тргна сезонава. Не, најмлад и најдобар. Како се викаш, колку години имаш, која позиција играш? Јас сум Михаил Трајковски, имам 11 години и играм лев бек. Те пуштиле некогаш во напад да те пробаат или од секогаш си бил бек? Па порано играв лево напред, сега играм лев бек. Така се погоди или тебе така ти беше поубаво? Така се погодив. И побаво се осеќаш кога си назад или побаво ти беше напред? Пубаво назад. Вака кога си назад не мораш да замараш, ти дали ќе дадеш гол, тие што се напред, тоа ни тоа нека му ја мислат, така? Да. Ама кривицата ако се прими гол, на кај тебе се гледа. Па така, искача. Си шутирал некош пенал или слободен удар? Да. Во 90-та минута ако ти рече некој ова е одлучувачки пенал, мораш ти да го шутнеш, нема кој друг, ќе се нафатиш да го шутираш? Да. А ти за кој најуваш? За Ливерпул. За Ливерпул? Од кога си за Ливерпул? Од 7 години. Кога би сакал да отидеш еден ден на дерби Манчестер-Ливерпул, ама ти каже некој мораш да носиш дрес од Манчестер и на трибината си на Манчестер Юнайтед, не на Ливерпул. Не. Значи нема да ја гледаш во живо, ама дрес од Манчестер нема да облечеш. Браво. Јас сум Дамјан Пеличковски, играм лево криво, напред. Така. Колку години тренираш веќе фудбал? 4. Кога ќе играш еден ден фудбал и ако од македонските екипи некој те побара, во која македонска екипа би сакал да играш? Па во работнички. Не во Вардар? Не. Зошто токму работнички? Па има добри тренинзи. Ето, тоа. Си гледал некојаш македонско првенство на стадион? Да. А некој од странските екипи си имал можност во живо да гледаш? Не. А која екипа би сакал да ја гледаш во живо е вака да можеш ти да бираш? Да имаш бесплатна карта, кај сакаш да одиш? Реал Мадрид. Реал Мадрид? А против кого? Против Барселона. Во шпанско првенство или во Лига на шампиони би сакал да ги гледаш? Лига шампиони. Ако можеш да одбереш еден фудбалер од кој што би сакал да имаш дрес со автограм, кој би бил тоа? Роналдо. Кристијано или бразилецот? Кристијано. Како се викаш ти, колку години тренираш фудбал, веќе по на која позиција играш? Јас се викам Давид Симоновски и играм средина и тренирам 2 години и неколку месеци. Така. Дали би сакал еден ден да бидеш капитен на повеќе би сакал да бидеш капитен на македонска или на странска екипа или на репрезентација на Македонија? На странска екипа. На која? На Реал Мадрид. Многу ви има што сте за Реал Мадрид. Како се погоди за Реал Мадрид? Заради самата екипа или заради одреден фудбалер? Па заради екипата. Така. А Реал Мадрид ако игра утре во втора лига, ќе останеш за Реал Мадрид? Да. Тренеру, дали сте прв пат на Илинден куп учесници? Како ви се допаѓа целата организација и колку се важни овие младински турнири за децата, но и за клубовите? Да, мене ми е прв пат, да клубот му е, мислам дека втор пат, пошто веројатно и втор пат се организира овој турнир. Ваков турнир во Македонија е потребен, не само еден, поише да има вакви низ целава држава, со екипи од други држави се запознаваат деца меѓу себе, да стекнат некое спортско искуство кое ќе им послужи после кога ќе бидат сениори, така да, ова треба да биде што почесто вака да се организира. Освен за децата, овие турнири се добри и вие како млади тренери да ги ширите контактите и пријателствата со колегите од други држави. Да, се разбира, пошто ние бевме у злати пред една недела, сега тука важни се многу и за нас и за нив, така да. На оваа возраст важно е да учат за ферплеот и за фудбалот, меѓутоа и да се изградуваат како личности за понатаму во сениорскиот фудбал и во животот. За ферплеот, да, тоа е најважно, бидејќи тоа ќе им послужи многу и кога луѓе, кога ќе станат
возрастни и као играчи сениорски категории. Победите и поразите кога се деца упрашање не се многу важни, бидејќи ние тренерите се трудиме еден ден тие да играат фудбал сениори, да не остане тоа тука на победници на детски лиги и на ова, туку еден ден да може да живеат од тоа, затоа што тоа им е сонат. Ние да им го исполниме. Кажи ми ти како се викаш и која позиција играш? Јас се викам Илијан Раđевски и играм десен бек. Од секогаш си бил бек или си бил некогаш и напред? Сум бил и напред. И те вратија назад или ти сам сакаше да играш поназад? Јас сам сакав да играм поназад. Од кај таа желба? Обично сите сакаат да се напред и голови да даваат. Не знам. За кого навиваш во сениорскиот фудбал? Јас во сениорска за Барселона. А ако дојде утре Реал Мадрид да ти каже да играш за нив, што правиме? Ке одам. Дали би сакал да имаш дрес од Роналдо потпишан, ама не од Меси, да можеш само од Роналдо да имаш? Би го прифатил? Да. Од македонските екипи, имаш ли некоја специфична за која што би сакал да заиграш утре? Кој ти е омилен фудбалер? Ако го тргнеме Роналдо на страна, од овие сега што играат во Европа? Омилен фудбалер ми е Мусијала. Ако добиеш една карта бесплатно да ја гледаш било која утакмица на светот, која утакмица би сакал да ја гледаш? Црвена звезда против Партизан. Тренеру, добро дојдовте на Илинден купот. Како ви се допаѓа целата организација и колку е важно да се негува традицијата на вакви младински турнири? Благодарам. Одлично се чувствуваме тука. Прв пат сме на овој турнир. Ланската година не дојдовме, но од она што слушнавме од нашите пријатели од другите фудбалски клубови и школи, сите впечатоци беа само позитивни, како и на надпреварачкото ниво, така и на организацијско ниво, и оваа година се уверивме во тоа. Кај децата овие категории важно е нели да другаруваат, да спортуваат, да учат за фудбалот, меѓутоа голем дел од тоа што ќе го научат сега ќе им користи и за сениорската кариера, меѓутоа и во животот. Да, овие турнири се многу важни, значи за развојот на децата, значи преку овие надпревари, преку се дружат цело време, значи се заедно, покрај резултатот нормално битно е и социјализацијата на децата, и сега дека се ова придонесува за нивниот развој понатаму во животот. На крајот една ваша порака и до децата, меѓутоа и до вашите колеги, младите тренери кои што работат со нив, и до родителите. Па секако она што сите го кажуваме секогаш, да ги оставиме деца да се дружат, да играат, значи и резултатот секако да биде во втор план, и се што треба понатаму ќе дојде самото во животот преку работа. Фала. Како се викаш и која позиција играш? Јас сум Христијан Фузевски и играм напаѓач. Дали ти се погоди да си напаѓач уште од почетокот или те пробале и во одбрана, ама подобро се снаоѓаш напред? Ме одбрале и одбрана, но сакам да играм напред. Те ставиле тебе во одбрана, ама сте примиле 3 гола, па те пратиле напред, признај. Некогаш. Дали еден ден би сакал да бидеш капитен, сега ова е малце трик прашање, на Пелистер? Да, зашто да не? Така, а сега во овие генерации се среќавате со Пелистер? Да. Подобри сте од нив? Па, да. Ние сме подобри. Во сениорскиот фудбал за кого навиваш? За Реал Мадрид. Ако утре Барселона сака да донесе, што правиме? Па, би прифатил. На четврто прашање се откаже од Реал Мадрид. Вака, ако имаш право да одгледаш една утакмица, било која во светски рамки, за која утакмица би сакал да имаш карта? Па, за Реал Мадрид против Барселона. Ама да биде Лига на шампиони или Шпанско првенство? Па, Лига на шампиони. Фала ти. Ти како се викаш и која позиција играш? Јас се викам Едина Лиловски и играм десен бек. Како ве погодивме и бек и напаѓач. Са истото прашање за тебе. Ти си бил некојаш напаѓач па си се погодил назад или од старт играш назад? Од старт. Покомотно се осеќаш позади отколку напред? Да, многу покомотно. Кој ти омилен фудбалер? Роналдо. Ево е малце чудно. Ти играш назад, ама омилен играч ти е човек што игра напред. Од играчите што играат назад имаш некој што би го издвоил? Дани Карвахал. Дани Карвахал. Дали памтиш некој малце од постарите фудбалери, можеби па да кажеш дека тој бил добар играч, како Роберто Карлос, како Фердинанд? Да, има многу добри играчи. Роналдиньо, Пеле,
Малдини, Канаваро, сите тие се добри. Да можеш да имаш еден дрес со потпис што ќе ти стои урамен во соба. Кој дрес би сакал тоа да биде? Од кој играч? Роналдо. Тренеру, како ви се допаѓа целокупната организација на Илинден купот и колку е важно и за децата, меѓутоа и за клубовите да има вакви младински фудбалски турнири? Првично, секоја чест за организаторот на турнирот. По мене идеален турнир. По мене турнир најдобар кај што сум учествувал, исто и мојот клуб, зборам во нашава држава. Турнир кој што може многу да допринесе за дечињата, како на спортски план да се развива, така и на план во смисла на дисциплина, ред и на спортски навики. Значи, пак ќе повторам, секоја чест за организаторот, одличен турнир, одлична организација. Она што е исто многу важно, гледаме дека многу екипи од странство се дојдени, се ствараат контакти и со клубови од странство, меѓутоа и се испраќа убава слика дека во Македонија во младинскиот фудбал сепак некој прави нешто. Точно, тоа е претходно што ви кажав, значи самата организација, самиот настан допринесува да екипите останат бидат заинтересирани да учествуваат на ваков турнир, бидејќи стварно турнир по мене од светски рамки. Децата учат за фудбалот, меѓутоа учат и вештини што понатака ќе им се најдат во животот преку овие турнири. Првично учат да живеат спортски, да водат еден спортски живот, еден здрав живот, да имаат еден ред, да имаат една дисциплина. За понатака никој не знаеме од овие дечиња колку ќе останат во фудбал, дали ќе останат во фудбал. Јас секогаш викам, јас се водам генерацијата на Маđари Солидарност 2013. Ја ќе бидам пресреќен две дечиња ако искочат на светско ниво да играат, не повеќе од нив. Значи првично да живеат здраво, да имаат ред, да имаат дисциплина. Кажи ми како се викаш, колку време тренираш фудбал и која позиција играш? Играм напад, тренирам 3 години и се викам Боријан Карапел. Играш напад, од секојаш си загалуваш напаѓачи да даваш голови? Да. А утре ако ти каже тренерот мора една утакмица да те вратиме на штопер, што правиме? Ќе играм. Ќе играш штопер? До сега си имал потреба да играш штопер? Некој пат не знам, да, вајде. Од македонските клубови, за кој клуб би сакал да играш? Има таков македонски клуб? Не знам. А од странските? Реал. Зошто баш за Реал? Секогаш сум сакал да играм. Многу викате дека сте за Реал или за Барселона. Од другиве лиги следиш италијанска, шпанска лига? Шпанска да, италијанска не. Англиска? Да. Кој ти омилен фудбалер? Роналдо. Како се викаш, која позиција играш, колку време веќе тренираш во Маđари? Тренирам една година во Маđари, играм среден играч и се викам Дарин. Би сакал да станеш фудбалер еден ден или фудбалот е нешто што сега те влече во овие години? Би сакал да станам фудбалер. Така. Дали би отишол многу млад ако некој ти понуди да отидеш во странство или прво би сакал во македонското првенство нешто да постигнеш? Во странство. Каде во странство би сакал да играш? Шпанија, негде Франција, не знам, било кај. Било кај. За кој клуб најуваш? За Реал Мадрид. Ева ако ти понуди например утре Реал да играш за нив, ама например Барселона ти понуди повеќе пари. Кај ќе отидеш? Во Реал за помалку или во Барселона за повеќе? Во Реал. Во Реал. Имаш омилен број на адрес? Да. Мојот 26-ката. Зошто баш 26 има некоја приказна околу тоа? Јас сум Петар Јовановски. Омилен играч ми е Погба. Имам 10 години. Од секојаш си сакал да тренираш фудбал или си се обидел и некој друг спорт? Само фудбал. Претпоставам дека и ти би сакал да станеш фудбалер еден ден. Да. А сега околу се ова што му се случува на Погба, што мислиш што го суспендира, што не игра толку време? Па нема да на човекот да си продолжи уште фудбал. Мислиш дека ќе се врати подобар од што беше? Не. Тешко, а? Да. Еве Погба играше за многу добри екипи, играше за Манчестер, играше за Јувентус. Ти за кого би сакал да играш? За Реал Мадрид. Сите за Реал Мадрид сте. Пола сте Маđари и Солидарност, пола сте Реал Мадрид. Кој е тебе омилен од фудбалерите, меѓутоа од македонските фудбалери, од што се од репрезентација? Имаш некој? Пандев. Пандев си го следел додека има играно? Не. Меѓутоа знаеш за кои тимови има играно, така? Но има изолација. Да, не сум го гледал тогаш. Представи ни се колку години имаш, како се викаш, која позиција играш? Јас сум Михаил Павловски, имам 10 години и играм централен бек. Штопер? Во напад ако те предат, ќе знаеш да играш? Да.
Ако ти кажат утре нема кој да шутне пенал 90 минута и од тебе зависи се, ќе се нафатиш да шутираш? Да. Немаш штраф, така? Кој ти е омилен фудбалер? Меси. Значи ти за Барселона си? Не за Реал. Како тоа? Меси и Реал Мадрид, како идат тоа едно со друго заедно? Па така. Мислиш дека оди едно со друго? Како? Мислиш дека оди едно со друго? Да. А сега Меси од кога отиде во Америка, стигаш да го следиш? Па немам на што. Не игра до толку утакмици пошто беше повреден и А мислиш дека можеше Меси да издржише некоја година во Европа? да, можеше. Можеш уште едно 5 години во Барселона. А дали тоа значи дека кога не игра Македонија дека навиваш за Аргентина од репрезентациите? Да, Ја следиш и на светско првенство? да. Следам. Ја следам Аргентина највише и Франција. Така. А кога играа меѓу себе во финалето на светското? Па бев нерешено, Ама повеќе Меси да освои. да.